Сликата на демонстрации или на растрчани мажи со цвеќиња на 8 март во САД не постои. Тоа не значи дека тука жените не протестираат, ниту пак дека мажите не подаруваат цвеќиња. 8 март, иако е меѓународен ден на жената, во САД не се празнува. Еве што ни одговорија жителите на Вашингтон кога ги прашавме дали знаат што се одбележува на 8 март. Веројатно го славам секој ден, но не сум сигурна што означува 8 март. 8 март, не знам. Не знам, треба да истражам. Не. Не. Сепак сите се едногласни. Правата на жените треба да се почитуваат. Имам 2 ќерки, па според тоа денот на жената го славам секој ден, така што ги учам што е исправно во животот. Треба само да бидат достоинствени човечки битија, без оглед дали се мажи или жени. Иако денес во САД малку се знае за постоењето на овој ден, неговите почетоци се токму од овде. Во февруари 1909 година во Њујорк се одбележува првиот национален ден на жената под патронство на тогашната Социјалистичка партија на Америка. Веќе следната година на Меѓународната социјалистичка конференција за жените во Копенхаген паѓа предлог да се означи датум за Меѓународен ден на жената, но датумот не бил одреден. Денот 8 март станува актуелен во 1914 година, кога жените во Германија излегле на протест за правото на глас. На истиот датум, 1917 година, се случува и голем протест на текстилните работнички во Русија. Во рамките на Обединетите нации пак, Меѓународниот ден на жената првпат бил одбележан во 1975 година. Иако во САД овој датум не се одбележува официјално, борбата за правата на жените е на високо ниво. Пример за тоа е движењето Me Too, што доби глобални размери. Пандан на 8 март пак, овде е денот на мајката, што паѓа на 12 мај.